Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, добар ден од Медија центарот на Владата на Република Северна Македонија. Започнуваме со пресконференцијата посветена на Националната програма за усогласување со правото на Европската Унија, на која што веднаш му давам збор на заменик председателот на Владата, задлужен за европски прашања, господинот Никола Димитров. Повелете. Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани новинари. Повод за денешната пресконференција е усвојувањето од страна на Владата на Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија, или скратено НПА. Веројатно најкомплексниот и секако еден од најобемните стратешки и програмски документи подготвени од нашите институции. Националната програма ги дефинира стратешките правци, приоритетите, динамиката и потребните ресурси, како и активностите за прилагодување на националните институции кон европските административни структури. Клучната цел на националната програма е да ја исцрта националната траекторија за целосна европеизација или потполно членство во Европската Унија. Политичката порака и специфична тежина на националната програма е многу поголема од самиот документ. Идејата се разбира, меѓу другото, е да ја вратиме или да ја зголемиме политичката тежина на оваа визија или порака изјава на Владата. Правниот основ за подготовка на националната програма е член 68 од Спогодбата за стабилизација и асоциација, заклучоците од Солун од 2003 година, регулативата 533 од 2004 година и одлуката за пристапно партнерство со Република Северна Македонија. Во пристапното партнерство се утврдени принципите, приоритетите и условите за насочување и динамизирање на реформските процеси и очекувањата земјата да развие план со временска рамка и конкретни мерки со цел на тамошна интеграција во Европската Унија. Првата национална програма беше подготвена и усвоена од страна на Владата во 2005-2006 година и од тогаш редовно се врши и ревизија на овој стратешки документ. Во услови на 20 години, на 2 децении неизвестност и постојано исчекување, националната програма има извонредно важна улога да ја одржи позитивната тензија во процесот без почеток на преговорите. Последната ревизија на програмата беше направена во 2017 година. Со оваа програма 21-25 покажуваме дека сме ориентирани кон европеизација на државата преку премостување препреки и дека знаеме точно што правиме. Второ, демонстрираме дека сме сериозни и одлучни во намерата да се менуваме и дека знаеме точно зошто тоа го правиме. Трето, потврдуваме капацитет, но и верба во сопствените институции, како тоа ќе го направиме. И четврто, проектираме визија и политички хоризонт подалеку од следните избори. Покажуваме, значи, дека умееме да планираме и кога точно тоа ќе го направиме. Актуелната ревизија на НПА не е стандардна и битно се разликува од сите претходни. Прво, заради тоа што во март 2020 година земјите членки на ЕУ донесоа одлука за почеток на пристапните преговори. Во таа смисла очекувањата се дека земјата ќе биде поголема во амбициите и ќе носи подобри стратешко дефинирани цели. Второ, заради тоа што процесот во иднина ќе се движи според правилата на новата методологија за зајакнати пристапни преговори со посилен политички инпут и значително зголемен интерес од страна на земјите членки. И конечно трето, заради тоа што ова е прв пат НПА да биде целосно преструктурирана според новата кластерска структура и тоа не само технички, туку и суштински. Во координација на СЕП, националната програма е подготвена со активно учество и соработка со околу 800 државни службеници од преку 150 институции. Причината зашто се решив да ја промовирам националната програма на ваков начин во јавноста, преку пресконференција, се да им изразам почит и благодарност на работата на овие 800 државни службеници. И второ, како политичка порака, да укажам дека може една земја членка, Бугарија, да стави вето на почетокот на пристапните преговори, усвојувањето на преговарачката рамка и одржувањето на првата меѓувладина конференција, меѓутоа никој не може да ни стави вето на домашната реформска агенда.
европеизацијата мора да продолжи. Во својата комплексност, НПА не е совршен документ, туку е жив документ што ќе се ревидира и надградува. Најверојатно следната покрупна ревизија ќе биде врзана по одржувањето на билатералниот скрининг. НПА не е единствениот план, се разбира имаме уште многу други секторски и тематски програми, но националната програма е документ кој ги обединува сите други стратешки и плански документи. По објавувањето на новата методологија за пристапни преговори, програмата е соодветно прилагодена преку групирање на поглавијата во 6 кластери или стратешки области. Кластер 1 фундаменти или темели, кластер 2 внатрешен пазар, конкурентност и инклузивен раст, третиот зелена агенда и одржливо поврзување, земјоделство, ресурси и кохезија и последниот кластер 6 надворешни односи. Внатрешната структура на документот за секое поглавје ги содржи следниве делови, начално, генерално гледано. Наодите и препораките дадени од последниот извештај на комисијата, кратко резиме на приоритетите за следниот период, тековна состојба, краткорочни и среднорочни приоритети, правна рамка, институционална рамка, програми и проекти. Програмата ги содржи следните стандардни анекси: матрица на цели и активности, како институции и носители, институции и учесници и рокови за реализација, преглед на националните правни акти, 462 домашни правни акти во кои се транспонираат 560 ЕУ акти, кои се предмет на усогласување со АКИТО, дистрибуција на работни места и потреба од јакнење на административните капацитети, проектирани буџетски средства, инструмент за предпристапна помош и друга странска помош. Програмата беше предмет на широки консултации со преку 60 невладини организации. Префериравме квалитет пред брзина и консензус пред едностраност, утврдена временска рамка пред безвременост и јавна отчетност. Оваа програма, сега усвоена од владата, ќе се представи и ќе се следи и во Собранието, во Комисијата за европски прашања и во Националниот совет за евроинтеграција. Следниот предизвик ќе биде доследноста во имплементацијата на НПА. Треба да докажеме дека имаме стабилна демократија и дека ориентацијата и динамиката нема да ја менуваме со секои избори. Иако Европската Унија и земјите членки избегнуваат однапред утврдена временска рамка, тоа не значи дека ние самите не може и не треба да си утврдиме рокови кои што ќе важат за нас. Тука ќе завршам. Благодарам на вниманието и сега ако имаме прашања. Да, имаме најавено прашање, другото стигна и на електронската адреса, но на почеток да ги вклучиме. Имам информација дека Телма се јавуваат први за прашање, повелете. Добар ден, јас имам две прашања, три поточно, ако ми дозволите. Едното е поврзано со темата, но прво ќе ги поставам тие кои не се, ако се поврзани со Европската Унија, поточно околу изјавата која стигна од Португалија, од државната секретарка за европски прашања, ваша колешка. Ме интересира кој е вашиот коментар, дали ќе се преземе било каква реакција од Македонија, со оглед дека и јазикот ни беше именуван како северно-македонски, но и беше констатирано дека нашиот јазик, иако тоа е предмет на спор, потекнува од бугарскиот јазик. А второто прашање поврзано со ова е како точно гласи португалскиот предлог, со оглед дека вакви изјави доаѓаат токму од Португалија, која го даде предлогот за решение со Бугарија и сега се фрла една, да не кажам сомнешно, прашање каков е тој португалски предлог, што сама Португалија вака ги толкува работите меѓу Македонија и Бугарија, дали Македонија губи поддршката меѓу европските земји, ова прашање дека е нерационално. А поврзано со темата, ако ми дозволите, голем дел од овие закони во кој дел од регулативата се однесуваат? Дали може, знам дека за сите се кластери, но каде се најмногу фокусирани дел од овие законски измени, усогласувања кои ќе се прават со македонското законодавство и акти? Благодарам. Благодарам.
владата излезе со една изјава околу ова. Прво ќе ја повторам владината изјава, потоа ќе ви кажам и како на ова гледам лично и за активностите во текот на вчерашниот ден по повод изјавата на португалската државна секретарка за европски прашања. Незината изјава, доколку е прецизно пренесена и по суштина и по методологија, е целосно спротивна на португалскиот предлог за изнаоѓање решение. Во оваа смисла изјавата никако не помага во процесот на градење доверба и заедничко разбирање. Контекстот и моментот се крајно сензитивни и затоа ги повикуваме представниците на земјите кои се вклучени во процесот да се воздржат од било какви квалификации или објаснувања на процеси поврзани со македонските национални прашања. Македонскиот јазик е едно од клучните идентитетски обележја на македонскиот народ, меѓународно признаен и кодификуван со своите уникатни специфики и запишан во личната карта на Северна Македонија во Обединетите нации. Македонскиот јазик е израз на неприкосновеното право на македонскиот народ на самоопределување и дигнитет. Ова е владината изјава. Вчера и јас лично и Министерството за надворешни работи, вклучувајќи го и министерот, имавме многу контакти со Лисабон и со представници на Португалија, односно португалското председателство. Укажавме на оваа крајна несоодветност, која што, меѓу другото, е наведена во владината изјава. Добивме уверување дека изјавата апсолутно не го отсликува ставот на Лисабон, кој што останува на линија на португалскиот предлог, и беше изразено жалење во оваа смисла. Меѓу другото, ќе се обидам на некој начин да го поврзам прашањето на македонскиот јазик, зошто воопшто за ова разговараме, затоа што во предлог преговарачката рамка, што излезе од Европската комисија, во еден параграф се вели дека ќе биде целото европско законодавство, за кое што зборуваме преку националната програма, преведено на македонски јазик и дека земјата ќе треба да има доволен број на преведувачи во моментот на зачленувањето. Ние досега имаме преведено некаде околу 80.000 страници од европското законодавство. Во моментов, преку СЕП, се ревидира преводот на 16.000 страници и се работи на неколку илјади нови страници, нови преводи. Прашањето на македонскиот јазик за нас е клучно прашање. Нити имаме мандат за тоа воопшто да помислуваме да преговараме. Во Европа ќе влеземе само во делот на македонскиот народ, се разбира, како македонци кои зборуваат македонски јазик. И го задржуваме правото тоа да си го браниме достоинствено, без разлика на какви изјави ќе најдуваме денес или во иднина. За мене лично ова беше прилично несреќна изјава. Прашањето што им беше поконкретна или Тамара ве моли. Да. Сега прашањето конкретното во однос на националната програма за усвојување на правото на ЕУ, во контекст на степенот на усогласеност, посебен акцент се става на животната средина, прашање што е многу актуелно преку зелената агенда во Европската Унија, но посебно актуелно исто така и во македонската јавност, едно од прашањата каде сите граѓани, независно од политичките бои, етничка припадност и така натаму, сите го чувствуваме, за сите е бидно, безбедноста на храната исто така и внатрешниот пазар. Ред, Сител телевизија, благодарам. Дали ги имаме Сител на линија со прашања?
Толку не информацијата што имам јас дека Алфа се следни со прашања. Да, министре, сакам да прашам, не одговоривте точно каква ќе биде реакцијата на Македонија во однос на оваа изјава и тврдите дека во Унијата би влегле како македонци кои што говорат македонски јазик, меѓутоа не споменувате што е португалското решение. Јасна е пораката таму кај што стигна, велите дека е несрекна изјава, тогаш што е прашањето и што е решението кој што го донесоа Силва во Скопје и во Софија, и ве молам конкретно која ќе биде реакцијата на Македонија во оваквата изјава? Португалскиот предлог, благодарам што ме подсетивте, мислам дека е корисно за јавноста да знае, се потпира на предлог преговарачката рамка што ја предложи Европската комисија, параграфот што го споменав околу македонскиот јазик да остане таков како што е, со чиста формулација македонски јазик, и предвидува унилатерална изјава на Бугарија во однос на нивната позиција. Значи, пристапот на португалскиот предлог во однос на македонскиот јазик е македонски јазик за ЕУ со унилатерална изјава на бугарскиот став од страна на Бугарија. Тоа е португалскиот предлог. Во јавноста често има, како да кажам, еден вид збрка во однос на дипломатските реакции, кога ќе имаме, за жал, еве вакви поводи. Вчера на неколку нивоа јас лично разговарав со Лисабон, Министерството за надворешни работи исто така, министерот за надворешни работи Бујар Османи исто така. Што е битно во дипломатската комуникација? Битно е јасно да се го изразите ставот, да изразите негодување, да изразите протест. Сето тоа е направено неколкукратно во текот на вчерашниот ден. Тоа што го добивме, што меѓу другото беше потврдено и преку кратката изјава на португалската амбасадорка што не покрива од Белград, дадена, ако не се лажам, за Дојче Веле во вчерашните вечерни часови, е дека Португалија никогаш нема да направи нешто што ќе штети на изнаоѓање решение, останува цврсто на својот предлог и нема намера да влегува во содржинска дебата околу културни прашања, идентитетски прашања и така натаму.